Денеска во Кавадарци се врати екипата на Тиквишки Точакджи кој извози од Нова Градишка до Кавадарци, а потоа и до Крушево. Драги, добре дојде во Кавадарци. Благодарам, добро ве најдов. Драган Јованов е еден од четворицата, кои се останатите тој уште може да ги кажеме? Еве, значи јас сум Драган Јованов, Марен Хаджи Мустафов, Ѓоке Белевски и Тони Стефанов Рора. Тоа е екипата, значи што бевме. Каков проект се работи, подсетете не? Значи се работи во чест на 11 години од загинувањето на Тоше Проевски, извозивме од Нова Градишка до Кавадарци, а утре значи останува уште последната етапа од Кавадарци до неговото вечно почивалиште до Крушево. Ајде сега кажете ни ги вашите впечатоци од Нова Градишка до овде. А во впечатоци има многу. Значи многу импресии, многу позитивна енергија, среќавање на предобри луѓе кои едноставно, значи тие живеат со ликот и делото на Тоше, просто не можам да поверувам дека луѓето толку повеќе се цени ликот и делото на Тоше во Хрватска, да речеме конкретно, отколку кај нас во Македонија. Не сакам, значи ништо да си кажал се за тоа. Да, тоа е тоа. Кои беа најтешки тури или рути, маршрути во текот во овие неколку дени? По мене, а мислам дека и колегите ќе се сложат, најтешко беше во централна Србија, конкретно помеѓу Шабац и Љиг. Значи патот е во многу лоша состојба, треба многу внимание, многу сообраќај и фала Богу среќа што дојдовме живи и здрави. Кажи, дали ви помогна возилото кое ве следеше? Да. Значи неспорно е дека техничката поддршка ни беше од голема помош, затоа што да не беше тој, не знаеме како ќе се справивме со толку голем сообраќај, нарочито значи на Ибарска магистрала, што е многу оптеретен пат и многу голема помош од Ѓоке Белевски со возило. Имавте ли кризи во текот на возењето? Па не, имаме нон-стоп вода со нас носевме, значи немаме некои потешкоти во таа ситуација. Добри, одлични, да. Немаше никаков дефект, ни една гума не се дупна, тоа е еден и немаше никаков дефект. Не возете на автопат, туку до Не, автопат. по спорни пат што возевме, пошто не даваат по автопат. А имавме од Славонски Брод велосипедист кој извози со нас 150 км, не пратеше цело време и голема благодарност и до него. Сообраќајот на некои делови беше многу густ и мораше да има кола позади, бидејќи ако немаше простор за да се разминат, например, два камиони, немаше тие кај да водат. Што најмногу им користи ним кога возат? Јаглени хидрати или масти? Јаглени хидрати и вода. Пред се вода, значи јаглени хидрати исто. Не е само водата, значи и течности така, значи протеини. Ова е многу голема тура, околу 1000 километра да не речам. Да, за нас не е пред се, нисне град, спортски град и би сакал да остане традиција. Ова има многу мали деца што сакат, млади, што сакат исто да дојдат со нас. Се надевам дека Голема поддршка имавте додека возете. Имавме и од пред се благодарности од вашата телевизија, од Канал 77 и од Нова Градишка, ете благодарности од Нова Градишка, велосипедисти од Псијун, УП, градот УП, телевизија исто така. Спонзорите кои ни помогнаа, помагателите, значи пред се тука Кожувчанка, Сава осигурување, ВСГД, Анелмаг, поединци како што е градоначалникот господинот Митко Јанчев, Ким, Златко Мишковски од Скопје, кој ни го позајми едниот велосипед и нека ми прости некој ако сум заборавил, ама главно значи голема благодарност и до управата на град Нова Градишка, до велосипедскиот клуб Сунј, како и до една предобра фамилија во Винковци, да. Ау, нешто, значи немам зборови. И на Тиквишки Точакджи, не? Да, и тоа не, значи тоа е број 1, тоа е број 1. Морална и друга поддршка. Да, морална поддршка. Не знам што, значи емоциите се уште преовладуваат. Знаеме сите за што е ова, така да малце се мешат радоста и тагата и во моментот немам што друго да кажам.